Да, продолжуваме со емисијата. Иво Рангеловиќ, политички аналитичар. Ке зборуваме и за светски, за регионални, и за домашни, локални теми. Господине Рангеловиќ, добре дојавте во студио 10. Добар ден, ви благодарам за поканата. За разлика од минатиот, од претходниот гостин, сега ќе одиме малку подалеку, ќе почнеме од светските случувања. Оно што беше главно беа случувањата во Бразил, упадот на приврзаниците на поранешниот председател Болсонаро во Бразилскиот конгрес, во судот, во председателската палата, нешто што беше не секојдневно, неочекувано, но на некој начин како да се повторува веќе еден шаблон кој го имаме, и сето тоа навистина наликува многу на упадот во Американскиот конгрес, на приврзаниците на Трамп, речиси идентична ситуација, каде што претходниот председател не признаваше победа на неговиот наследник, но можеме да одиме уште поназад и на домашните македонски случувања од 2016 на упадот во Македонското собрание, каде што претходната исто така власт не признаваше промена на власта во собранието. Имаме веќе еден шаблон кој се повторува и сето тоа го прават приврзаници на десни партии во светот. Интересно е како, значи ве прашувам како политички феномен веќе. Тоа е многу интересно, особено за сите тие кои се занимаваме со политика како наука. Светот е во една транзиција, да речеме, нели, од тој униполарен или биполарен, како кажете, свет, меѓутоа се наговестува, нели, некој мултиполарен свет, меѓутоа транзицијата е една од најтешките состојби во развојот на едно општество, без разлика кон што таа цели. Многу од политичките експерти на светот говорат дека ова е токму транзиција во која се судруваат автократиите со демократијата и дека, нели, посилниот би победил. Може би тоа така, може би не, во целост не се согласувам, подоцна ќе елаборирам на тоа, меѓутоа она што се случува во Бразил е точно се што кажавте, освен дека е неочекувано. Јас би рекол дека е и тоа како очекувано, бидејќи власта на Болсонаро или познатата негова доктрина болсонаризмо е еден вид, своевидна автократија, и со овие протести видовме дека само манифестираше таа автократија една класична манипулација на еден сегмент на бразилското општество, кој е воедно и најголемата демократија во Јужна Америка, на тој континент. Овие луѓе, како што вели еден бразилски аналитичар, не протестираат против да Силва, туку протестираат да се врати Болсонаро. Конкретно ликот и делото на Болсонаро. Обично тие автократии се врзуваат за некој лик, значи не функционираат многу како идеологија, колку што се врзуваат за еден лик, во случајов тоа е Болсонаро. Болсонаро за време на неговото владење воспостави еден таков систем, тој беше наречен од американците hatred cabinet или омразен кабинет, во кој ги вклучи неговите синови и одредени влијателни личности во Бразил, се со цел тоа движење, тој активизам да ја поткопа демократијата, значи да ги поткопа сите институции, највеќе одираше таргет кон слободното гласање, електронското гласање во Бразил. И сето тоа е една позната, како што вие велите, траекторија. На крајот на денот негови советници се и тоа е исто како во Соединетите американски држави во однос на електронското гласање. Истите советници кои имаше Трамп, тоа се Бенон и Джек Милер како главните советници, сега се на Болсонаро, не сега уште од поодамна. И таа е една иста практика, еден ист проект кој се проектира овој пат во Бразил. За разлика од Соединетите американски држави, конкретно Трамп, сметам дека Болсонаро ја губи битката, односно станува се поизолиран. Ако приметивте и на самата инаугурација, претседателите на Парагвај, на Уругвај, на Еквадор, кои се историски блиски со Болсонаро, односно со десницата, беа присутни и му честитаа на господинот да Силва, а Болсонаро не беше таму. Тука се разбира беше аргентинскиот претседател и така натаму. Меѓутоа, сметам дека Болсонаро е осуден од целиот естаблишмент, не само во Бразил, туку и во Јужна Америка, па да речем и во целиот свет, за разлика од Трамп, кој во моментов и покрај се што направи, тој е еден од најсериозните кандидати помеѓу републиканците да биде повторно кандидат се уште има силна поддршка, председател, што е навистина спротивни им се судбините, така би рекол. Болсонаро во моментов е нели на Флорида во ресорот на Трамп, така да ништо тоа не е случајно, меѓутоа жалосно е за една голема демократија како Бразил да и се случува тоа, и сметам дека таа пракса, таа автократија, барем во Јужна Америка, тешко
би успеала бидејќи се работи сентиментот на тој јужноамерикански народ е исклучително темпераментен на едно такво ниво да не трпат многу, се врзуваат за револуции, па сега вие видите десницата, ултрадесницата во Бразил врши револуција. Ако тргнеме по идеолошки план, тоа е нешто незамисливо за една десница да прави револуција. Тоа генерално се врзува со левичарските. Да. Така што овде не постои идеологија, затоа реков ќе елаборирам бидејќи јас сметам дека ова не е судар меѓу автократи и демократи, ова е судар меѓу интереси и идеологија. Сметам дека светот влага во еден судар помеѓу интереси и идеологија, која јас го нарекувам прагматизам или политиката го нарекува реал политик. Тоа е поважно, особено ако ги земете, чисто ќе ги наведам централноазиските земји, како што се Таџикистан, Туркменистан, Киргизстан, Казахстан, сите тие кои припаѓаат во оној руски свет и културолошки, јазично и историски, сега пркосат на Русија. Тие ја осудуваат инвазијата на Русија јавно, не во Обединетите нации сите беа воздржани, меѓутоа никој од нив не застана да рече дека оваа инвазија е добра и секој од нив имаше јавен извештај дека ја почитуваат интегритетот и суверенитетот на Украина. Значи, тука се работи за интерес. Ја занемаруваат идеологијата и тој руски свет, го ставаат интересот и прагматичноста на прво место. И истото се случува, да речем, и во Саудиска Арабија, која што веројатно ќе формира сојуз, верувате или не, со Израел, па и со Соединетите американски држави, контра Иран, за да се вклопи во таа шема, да се наруши доминацијата на Иран и Саудиска Арабија да се издигне како такво нешто, а со тоа и да ги стопли односите со САД, кои во моментов и не се баш така добри. Така што сметам дека интересот полека и полека го надвагнува, го превагнува се она што е идеолошко, а на моменти и моралот. Да, но интересно е, еве кога зборуваме сега за упадот во бразилскиот конгрес и за приврзаниците на Болсонаро, за приврзаниците на Трамп, за сите тие приврзаници на десни екстремни партии во Европската унија, некако тие имаат сите некои сличности, да речеме сите тие се приврзаници на теории на заговор, овие антиваксерски движења кои беа популарни со короната, сите тие без исклучок, рече се, беа приврзаници на тие антиваксерски движења, нели онаа популарна теорија за 5G, за штетноста на 5G, за се, па може слободно да се каже и дека најголем дел од нив се сега и приврзаници на руската политика, некако сите имаат некој таков заеднички именител кој ги врзува. Интересно е, да, тоа е како единствена шема по која функционираат сите ултрадесничари. Сметам дека тие формираат една своја доктрина, сите овие автократски режими низ светот, кои во сршта се бори против естаблишментот. Не толку поради тоа што не им се допаѓа тој естаблишмент, туку затоа што разбира дека повеќето од посиромашниот дел од било кое население во било која земја не успеа да фати чекор со таа глобализација, со тој капитализам, односно испадна како колатерала. Тој така наречен deep state, како што токму така, Трамп сега го таа ословуваш. доктрина токму допира преку антиестаблишментот, со тие изјави допира во сршта на емоциите на тие луѓе во свеста и тука ги зимаат, ги црпат они тие гласови. Иначе верувајте дека ако на некој му одговара естаблишментот, тој е ултрадесницата, бидејќи без тој естаблишмент они никогаш нема да дојдат на власт. Нив моменталниот естаблишмент, моменталната ситуација им овозможува тие да дојдат на власт. Во некоја друга структура на нештата, како што тоа што беше 90-тите, да речеме 80-тите, тоа било незамисливо. Исклучоци биле, да речеме, Чиле, каде што американците или Саудиска Арабија ставиле некој свој автократ, или во Иран како Реза Шах, каде што ставиле свој автократ поради интерес. Меѓутоа, тоа е еден заеднички именител што го велите вие меѓу автократските системи, наводно да се бори против естаблишментот, да се удира преку изјави на сите оние сентиментални нешто во секојдневието на човекот, при тоа кога ќе дојдат на власт ги занемаруваат. Конкретен пример ви е Џорџа Мелони. Значи, господјата пред да дојде на власт во Италија, велеше дека нели, ова што викате се асоцираше и со Путин, и со Русија, имигранти ќе враќаме, ова ќе преме, ништо од тоа нема. Значи, Италија јавно сега кажува дека е против Русија, јавно ја осудува инвазијата. Тука имате низината коалиција со Матео Салвини и со Берлускони, кои се уште па поголеми десничари, па и се закануваа дека ако не ја спроведува десничарската агенда, дека ќе ја напуштат коалицијата и нема да остане на власт, ништо од тоа нема. Верувате, генерално тоа се случи и со Болсонаро. Значи, тоа е еден гол популизам кој се продава на просечен граѓанин во секоја земја, а просечниот граѓанин генерално во секоја земја не е во добра
економска Тој ситуација. тој уште поапсурдно е борбата против тој така наречен естаблишмент или deep state кој го продаваше и Доналд Трамп, кој е, значи, општо познато бизнисмен во Соединетите американски држави, кој своето богатство го направил по тие услови. во тие услови, во таа држава, милиардер, Да. значи кој одбива да ги покаже своите даночни пријави, да сега ги веќе ги објавија после наредбата на американскиот суд, каде што тој покаже дека во некои години не платил воопшто данок, очигледно за тоа не сакал да ги покаже, но тој успеа да им ја продае таа приказна на американците дека тој како производ на естаблишментот всушност се бори против естаблишментот. Токму така, дури истите, да кажеме, мозоци на таа негова агенда ја проектира агендата и во Бразил, оттаму и политиките на Болсонаро беа таа дефорестрација, односно нели да се сечат тие дрвја по Амазонија, дека глобалното затоплување не постои, Бразил тоа треба да го искористи, таа теза дека тоа глобално затоплување не постои, затоа ги сечат тие дрва. Иако главната економска причина, нели, поради тоа, бизнис интереси, меѓутоа тоа е една, навистина веќе станува се поочигледно. Оно што е да речеме пожално, ајде би кажал, е тоа како се справува левицата со сето тоа. Значи левицата наместо директно да го изложи ова, да го извади што се вели од сенка сите овие небулози на таа крајна десница, таа влегува во борба токму со десницата на идеолошки план. Значи не треба да правите вака, треба да правиме вака. Народот му е доста од тоа. За жал левицата е една полоша ситуација, бидејќи левицата имаше шанса во 20-тиот век да покаже што може преку тие либерални вредности и не сите општества успеа да се демократизираат и ја купија таа формула на демократија со капитализам. Тоа не може да го препишете директно на левицата, значи тука се многу фактори од културолошки, историски или географски и сето тоа, како што не може да препишете неуспешен комунизам на Русија. Значи во некоја друга земја како што е Кина, во некоја друга форма тој некако успева, нели? И се уште тлее. Така што идеологија е многу лошо да врзете за судбината на идеологија за лево или десно спектрумот, и сметам дека левицата треба да биде малце пожива, по-конкретна, односно да фрли ракавицата и директно да ги обвини, да го стави, што се вели, на маса сите овие небулози што ги прави десницата, а не да се бори да се аргументира со нив. Вие не можете да аргументирате со некој што вон разум прави и спроведува некакви политики, како што тоа го правеше Трамп, како што тоа го правеше, например, Трамп го прекина договорот со Иран. Генерално не само Трамп, историски десницата на републиканците во Соединетите американски држави грешеле со Иран. И 1991 година, кога Соединетите американски држави условно кажано го ослободија Кувајт, Иран пружи рака за таа војна. Подоцна имаше 8 годишна војна помеѓу Ирак и Иран. Да. Ирак кога беше нападнат, Иран пружи рака, значи сакаше да се модернизира, да се сближи со Западот, не. И повторно Трамп кога дојде на власт како републиканец го прекина нуклеарниот договор, нели? И се случи тоа што се случи, повторно нивните односи се позаладени од било кога. Така што сметам дека треба да се зборува и да се атакува, да се адресираат овие работи од страна на левицата кон десницата, а не да влезете како ви имате подобар план, бидејќи тоа што сега го прави левицата е по некои нормални, би рекол, околности се прави, во вакви не. Она што вие го кажувате еден аспект на поделбата на левицата и десницата, но тука има уште еден друг, каде што се чини дека најчесто автократските режими во светот се десничарски режими, но доколку погледнеме тоа не е баш така. Ја спомнавте Кина, можеме да ја спомнеме и Северна Кореја, каде што имаме ултралевичарски идеологии кои се автократски земји, Виетнам, да, но се чини дека тие автократски режими, автократски држави полесно допираат до луѓето бидејќи на поефикасен начин ги спроведуваат политиките, на еден покохерентен начин, за разлика од некои демократски држави, не сите, имаме каде што законот се спроведува прилично ефикасно и стриктно, каде што тие потоа имаат проблем со спроведувањето на законот, па перцепцијата на луѓето е таква, дека демократијата е хаотична, а дека автократијата е поефикасна. Но тоа во суштина не е баш така.
Не е така затоа што делумно е така, меѓутоа за одреден сегмент од населението. Ултрадесничарите, односно автократите, функционираат на еден систем, или сте со нас или не сте со нас. И тука ставаме една вертикала по која се делиме. Сега ако сте со нас, вие живеете убаво. Ако сте фирма, ви даваме тендери. Ако сте, не знам, наш човек, ви даваме работа. Тоа се случувало и кај нас. Така што убаво живее еден дел од населението, за разлика од левичарските, сега генерализираме, левичарските влади и идеологии, тие го адресираат целото општество. Во моментот на автократија, доколку не сте со вас, вие де факто не припаѓате на нашето општество и може слободно, како што велеа тука од претходната гарнитура и на многу држави, напуштате државата ако не ви чини. Значи таа е формулата по која ни функционира. Ние немаме спас за вас, бидејќи вие не се согласувате со нас. Сега тоа е политичко-општествен проблем во перспектива огромен, бидејќи вие го делите општеството и тешко која рана може да го залечи тоа општество, бидејќи тоа е една ригидна поделба на општеството. Да не збориме за религија, да не збориме за етникуми, земји што имаат автократи и различни етникуми, па уште потешко, бидејќи се делат на што повеќе граници или оние зидови, што ги нарекол Ијан Премер во неговата книга, така што сметам дека луѓето го гледаат сегментално тој дел. Значи, они и да, точно, ги адресираат по-конкретно, по-ригидни се нивните политики и полесни за спроведување, бидејќи се однесуваат на одреден дел од населението, меѓутоа не за сите. И тоа е погубно за едно општество и уште една работа. Автократиите претендираат регионализација, значи не сакаат глобализација. Едноставно, еви Трамп кога дојде на власт, тој сакаше да ја повлече Америка, нели, од свет, да не биде веќе полицаец во светот и така натаму, бидејќи не можете вие да делите памет и правда и да влијаете во светот, а дома да го делите сопственото јадро. Значи, сите тие бегаат од светската сцена, се ориентираат самите на себе. Генерално, кој е освен Кина, бидејќи важи за суперсила, па ја би ја вклучил и Кина, тешко може да дознаете нешто за што се случува внатре. Затоа што автократскиот режим гледа да се изолира, гледа едноставно ја дели таа јавност од политиката. Тоа е основа, тоа е, да речеме, темел на автократијата, како што е во демократија, не знам, слободни избори или секој да има човекови права и така натаму. И веќе таа автократија, да кажеме, формира една своја идеологија, ја би рекол постмодерна идеологија, и сите што велите вие ја практицираат истата. Негде успева, негде не успева. Шаблонот е многу сличен, да. Шаблонот е многу сличен, со тоа што не би ја ставил тука Кина, мислам дека таму е сосема различен. Да, специфична е сликата во Кина, таму е на власт комунистичката партија, поинаку се владее. Ова што се случува во Украина исто така интересен од тој феноменолошки и политиколошки аспект. Значи, дефинитивно руската инвазија на Украина е неуспешна од руско становиштво на работите, бидејќи неуспешна е воено, неуспешна е политички, неуспешна е морално, неуспешна е во поглед на меѓународната поддршка за неа, неуспешна е во однос на примарните цели кои ги постави, ниту е сменето украинското раководство, ниту земјата е демилитаризирана, напротив, воено е ојачана, ниту денацифицирана. Ширењето на НАТО не само што е спречено, туку е поттикнато. НАТО е напада да добие две нови членки кои не ни сакале да бидат членки, Шведска и Финска на НАТО. Значи, очигледно е дека руската операција во Украина не ги исполнува своите цели, напротив. Веќе тоа станува и политички проблем за Путин дома, веќе и неговата политичка кариера зависи од успехот на операцијата во Украина. Дали неуспехот на руската операција, доколку таков е биде, или неуспехот на Путин, еве да го персонализираме проблемот во Украина, ќе значи и ослабување на тие автократски режими кои на некој начин гравитираа околу Русија. Значи, почнувајќи од Турција, па наваму Унгарија и овие земји кои гравитираа, нели имаше проблем со Романија, со Полска, со демократијата, десничарските партии во Европа, сите начина тие гравитираат околу Русија. Дали неуспехот или сменувањето на Путин или паѓањето на Путин од власт, еве да бидеме најдиректни, ќе значи ослабување на тој автократски појас во цела Европа?
Па јас Па сметам дури и во Азија, и во Средна Азија, во земјите кои ги набројавте. Тоа би било еден лош пример за оние што се подржувачи нели на тие автократски системи и нормално дека тоа би го ослабело, иако за тоа е потребно многу време, бидејќи некаде па тоа успева, нели, условно кажано успева како автократски режим. За да бидеме доследни и честни во однос на тезата на премисите под кои се води оваа војна, Путин не користи своји некои или автократски, не знам какви аргументи, тој ги користи истите оние што ги користеа Соединетите Американски држави, да речеме кога нападна Ирак, дека таму има некакви лаборатории, развиваат не знам си какво хемиско оружје, значи он ги користи нивните алатки за да ја проектира нели својава војна. Во тој дел сметам дека е така. И сега во однос на ова што го велите вие, суштината на терен е тешка, да. Прво, самиот, дали беше Путин или Медведев, кажа за дека 14 дена, отприлика 2 недели, таа операција би завршила, би влегле во Киев и тоа би било тоа. Да. Меѓутоа не испадна така, гледаме дека војната не е стигната до нигде, дури русите имаат и големи загуби, од вчера имаат некои големи офанзиви нели околу Соледар и Бахмут, мислам дека, каде што ги освојуваат тие градови, меѓутоа се води нели она, ајде да речеме во најмала река е гал војна. Што една никој од година нас веќе не го трае очекуваше. војната, да. Та времетрењето не сметам дека бар на економски план не ја одговара на Русија или на низиниот режим, ако може така да кажеме, бидејќи особено со ова лимитирање на цената на нафтата, сметам дека тек сега ќе почне тоа да дава резултати, а и секоја војна е генерално неисплатлива, односно тешко исплатлива. Тоа не го кажа па за гасот, Да. бидејќи тоа излезе дека е најсилното оружје, всушност на Русија излезе дека не е војната машинерија, туку енергетската зависност на Европа од гасот, и таа веќе е исчезната. Веќе Европа малтене не увезува руски газ. Германија дојде до нула, некако се разводнува дека Европа преку ноќ ќе пропадне доколку не го добие гасот. Еве гледаме дека сепак и Русија, меѓутоа и Европската унија, односно Европа како континент, тераат и понатаму, нели? Така што она што го прашавте вие, прво мислам дека е многу тешко без разлика што ќе биде резултатот на терен во Украина да Путин падне, бидејќи дури и да изгуби Русија, Путин ќе најде и неговата власт некоја форма тоа како да се изведе пред руската јавност. Така да сметам дека многу е тешко да дојде до тоа, макар и Русија технички да го изгуби. Прво не знам што тоа значи да го изгуби или да победи во таа војна. Да, таму тоа е нели широко едно тешко исходот прашање. е многу комплициран, да. Да, бидејќи една цел е можеби да речеме исполната тоа дека Украина веќе тоа не е држава, него направена пепел, ако може така да се изразам. Сега тоа анектирање на одредени територии нема така лесно да помине Русија, дури и да ги анектира. Значи таму ќе има бунтови, нонстоп ќе има напади, нема да има мир, во џабеви се територии да освои така населението не може да живее. Значи мора да гледаме малце и прагматично. Сметам дека ќе предстои една голема офанзива од страна на Украина, која е експлицитна во тоа, која велам Украина, поддржана од целиот свет, тоа некаде во март на пролет. Сега гледаме одредени офанзиви од Русија, а обично во меѓународните односи, односно во воената наука, големите офанзиви предходат седнување на маса. Значи најголемите офанзиви се случуваат пред да се седне на маса со цел по поволни услови при тие преговори. Така се стекнуваат преговарачките позиции, да. Има некоја логика зашто овие офанзиви од двете страни. Предходно сметам дека Русија ќе направи минимум уште една мобилизација. Тоа е според мене најопасниот дел со кој Путин се коцка во Русија. Тоа се мобилизациите на населението, бидејќи просечниот русин веќе не живее во тие години во кои нема што да јаде и така натаму, него е едуциран, интернетот му е пристапен, способен, живее релативно убаво и многу е тешко вие да го убедите тој човек да го мобилизирате да отиде во војна, во која светот живее во мир, а он живее релативно добро. Значи, пак, оние критична маса на Русија не живее така лошо како што живее остатокот од Русија. Тоа е една работа и мобилизацијата се врши врз етнички некои прерогативи кои сметам дека се многу опасни. Значи, се зборува дека нели се регрутираат луѓе кои не се од православна нели вероисповест со цел нели политички тоа да се убаво да се сервира во јавноста, да биде не гинат наши луѓе, него гинат речеме доле од татарското население, од Чеченија и од така натаму. Но и без тоа мобилизацијата е опасна. Сметам дека ќе има уште еден пред на мобилизација и ќе биде многу поголем него тој што беше првиот, ако не има уште еден. Затоа што
прво треба политички да оправдате зашто имате волку жртви. Второ, Путин не смее да излезе поразен што тој да значи од таа војна. Значи мора да има некое пемпеле со кое ќе мафта пред руската јавност кога ќе се седне на маса. А за тоа е потребна мобилизација. Сметам дека еве вие гледате и Вагнер групата напаѓа во Бахмут, значи без Вагнер групата вие немате сериозна офанзива во текот на целата војна. Значи без чеченските борци, без пак зависите од некој екстерен фактор, како сака да кажете го тоа. Во однос на тоа, интересно е што уште еден адут на кој сметаше Русија дека со тек на време дека поддршката за Украина кај западните земји ќе опадне поради притисокот на јавноста кај нив, поради парите кои се даваат и тие проблеми постојат, особено се гласни повиците во Америка на републиканците дека премногу пари се даваат на Украина и така натаму, но она што се случува посебно во Западна Европа е дека не опаѓа таа поддршка, дури и земјите кои претходно има ајде да речеме по млаки ставови како Франција и Германија кои се обидуваат да балансираат, сега веќе одат во една посилна поддршка, подрекна поддршка за Украина. Веќе Германија вели дека сериозно размислува да ја даде тенкови на Украина, Франција веќе даде. Франција веќе даде тенкови, нешто што порано беше тенкови од трета генерација, да тие сепак е тоа тешко наоружување. Да, беше исклучено, претходно кажуваа дека нема да даваат такво оружје, сега веќе одат и на тоа. Значи, таму, како што кажав, не опаѓа поддршката, туку напротив се зацврснува и тоа ми се чини дека е уште еден показател дека Западот ќе обстои во поддршката до крај, дека нема да се откаже. Да, видите, тука може малце ќе звучам како реалист, што ви рекле во меѓународните односи и дипломатијата. Не постои поддршка базирана на љубов. Значи, нациите не се сакаат едни со други, не дека народот во Европа ги сака украинците или не ги сака. Све се базира на интерес. Дури да падне јавната поддршка во сите европски земји, европската политика нема да се поведе од тоа и да прекине со дистрибуција кон оружје. Не затоа што тоа сакаат многу Украина, туку затоа што ако не ја спречат, ако не го спречат тоа во Украина, нема да заврши во Украина. Значи тоа не значи дека утре Москва ќе влезе со тенкови во Берлин, меѓутоа тоа ќе биде една победа за Путин и сега одиме понатаму. Сега имаме нови барања, значи поучено од историјата, не многу одамна, да речеме од Минхенската конференција каде што Хитлер му требаше само нели тој дел на Слезија, односно Судетенланд и тие делови од Чешка, тој ја доби по таа конференција и одма после влезе во Полска, па сакам ова, сакам тоа, значи мора да го спречи овој бран. Без и жртвата, колатералата на сето тоа ќе биде Украина, ама во име на Украина ќе ја спасиме Европа. Тоа е некоја теорија по која се поведува европската политика, значи Украина мора да иде како жртва, меѓутоа ќе спречиме поголемо зло. Така што поддршката, да, се согласувам дека точно дека не опаѓа во такви размери како што се очекуваше, дури некако како што одат тие да кажеме тие поентирања од страна на украинската војска, тие тоа добивање на одредени битки, некако па ја зацврстува и издигнува поддршката, бидејќи па тоа ви дава надеж дека и добро, сега ги даваме нели средствата, ги даваме оружјето, ама па има резултат. Да, тоа го покажа и анализите дека успесите на Украина, особено во последните две офанзиви, онаа на истокот кај Луганск и враќањето на Херсон, дека на некој начин ја зајакна поддршката, ја зајакна поддршката. Неочекувани во тој размер победи. Дека западните земји на некој начин добија поврат за тоа што даваат, кажа, добро, барем не е џабе. Таа политика на финансирање, на помагање на Украина преку воени средства и парични средства некако веќе добива на аргумент, значи станува аргументирана теза. И сметам дека ова нова опрема што ја добива, сега гледам некои украински војници одат во Америка да ги обучуваат за тој патриот системот против ракетен чиновник. Бредли возила добиваат. Да, значи сепак светот е сериозен во тоа да се одржи таа поддршка за Украина. Меѓутоа сепак не сметам и за двете страни дека има одговорување кој знае колку ова да трае. Сметам дека набрзо може да се дојде дури годинава до некако примирие, тоа не значи дека има мир, едно е примирие, друго е мировен договор, меѓутоа до некакви примирија, до некакви договори може да се дојде уште годинава, од таму и од тие офанзиви и да се решат работите. Секоја војна завршува на маса, едноставно дипломатијата го има последниот збор, сега кои со какви предуслови, услови и какви состојби нели ќе седне на таа маса ќе видиме. Сметам дека и покрај тоа што многумина му се подсмејуваа
на Кисинџер пред да започне самата војна со тие тези дека можеби Украина требаше да ги да даде некоја де факто анексија кон Русија на сето тоа, дека можеби ќе најде свој пат во овие преговори, бидејќи не мислам дека дури да биде поразена Русија би излегла со да не добие ништо во Украина. Некаква форма би добила чисто ради тоа да се создаде некаков мир и да нема додатни претензии, да кажат еве ви дадовме, сега доста е. Пошто ако не дадете ништо, тука веќе стварате нов, нели треба да се реконфигурира руската политика сега и да донесе заклучоци што понатаму. Да. Она што британците го нарекуваат red in the corner. Тоа така, да. не треба да се дојде до таа ситуација. Да. Интересна е и позицијата на Турција. Во последните случувања турскиот претседател разговараше и со рускиот претседател Путин и со украинскиот Зеленски. Тој на некој начин се наметнува како преговарач меѓу двете страни. Позната улогата на Турција и во извозот на украинско жито, дека тоа е направено под незино покровителство. И сега аналитичарите велат дека оваа војна уште повеќе го зајакна влијанието на Турција во регионот. Таа сега го зголемува влијанието и во оние средноазијски земји кои беа под гравитација на Москва, сега се повеќе стануваат под влијание на Русија, особено Азербејџан, да речеме. Турција го наметнува своето влијание и во Северна Африка, каде што Русија сега се повлекува поради случувањата во Украина, особено во Либија и во Сирија, и на некој начин Турција сериозно се наметнува како силен регионален играч. Па да, Турција тоа несомнено е во моментов не само регионален, него и светски играч би рекол, со тоа што Турција има една интересна политика, надворешна политика во случајот со Украина. Значи Турција го почитува интегритетот и суверенитетот на Украина, продава дронови воени на Украина, не купува руски газ и сето тоа, односно купува руски газ, меѓутоа не ја поддржува инвазијата на Русија кон Украина. Од друга страна е во одлични односи со Русија. Значи држи една неутрална и тоа несомнено тешка вие да неутрализирате позиција со Путин, при тоа продавате дронови на украинците, на вистина тешко. Илјадници руски компании отворија пристаништа во Турција. Да. Поради санкциите. Токму така, и многу милионери руски се таму преселени и така натаму, така што држи еден таков став, при тоа е членка на НАТО. Да. Во тој судари во Сирија е против НАТО, односно против Соединетите американски држави и против Русија. Токму така, имаат санкции, има девалвација на нивната валута и малце е хаотично, но никако успеваат да го издржат сето тоа. Сметам дека на внатрешен план тоа не е така добро. Сметам дека Турција на внатрешен план не функционира така добро, од таму вие го губите на избори Истанбул и Анкара. Да. Така што тој народ трпи на сметка на надворешната политика која е релативно умешно управувана од страна на Ердоган. Сметам дека внатрешната ситуација не изгледа добра за една светска сила, па дури не за регионална сила. И тука е она што се случува, тука е да кажеме слабата точка на владењето на Ердоган која ќе дојде однатре. Без разлика што неговиот систем на владење одржува едно големо мнозинство таму на гласачи, меѓутоа секој авторитарен режим почнува да паѓа со губење на клучните градови, бидејќи во клучните градови возви живее критичната маса. Тоа е во секоја земја, во секоја транзиција. Дали тоа ќе трае 5 месеци или 30 години, никој не знае, меѓутоа тоа е некој почеток на крајот. И сметам дека држи терен бидејќи чека евентуален исход на целава работа за да знае каде да земе да се постави. Доколку Русија некако добие некаков извојува воена победа во овој судар, тој ќе бара од Путин реципроцитет за неговите маки, условно кажано, кон курдите во Ирак, значи тука да му се придружи да се здружат во Сирија поофанзивно и така натаму. Додека доколку Западот победи, има и тука изрека. Значи ние помагавме на Украина, ние осудивме инвазијата, се наметнавме како брокери за евентуален мир, што на вистина е така. Така што и не е така лоша стратешки поставена. Добро, видите, мислам дека не треба да го исклучуваме и тоа дека тој можеби ова го прави и во директна комуникација со Соединетите американски држави. Апсолутно, да. Можеби они се тројанскиот конј во целата
Па не е само тројански, туку на секојаш им треба посредник, им Така треба е. отворена комуникација, не сме комуникацијата да прекине, доколку не ја прават директно со Русија, ја прават можеби преку Ердоган. Токму така, истото важи за Европската унија, која Да. во таа имиграциона криза е токму Турција најважниот тука содржател, бидејќи најважната граница е нели на тие мигранти токму во Турција. Згора на се, според мене, најголемиот геополитички предизвик на Европа не е ниту Русија, ниту Путин, туку тоа се мигрантите пред се од Африка и од сите земји што доаѓаат во Европа, затоа што тоа го менува целиот концепт на функционирањето на Европа. Тоа прво Африка има милиарда жители, нешто над милиарда жители, Европа има 500 милиони. Значи збориме за еден дупло поголем од вас фактор кој директно ви влијае на вашиот концепт на живење. Културолошки ве менува, политиките ви ги менува. Едноставно целиот тој проект што значеше Европска унија директно влијание има овој геополитички фактор. Колку ние тоа да не го гледаме во тие академски кругови е и тоа како се дебатира на оваа тема и се вадат тези. Тоа е опасно нешто и тука на Европа е потребна Турција, односно добри односи со Турција. Добро, немаме уште многу време за на крај да искоментираме нешто за кај нас. Како гледате на посетата на советникот на Американскиот Стейт Департмент Дерек Шоле на земјава? Многу се зборува во последно време за корупцијата, многу се зборува за таа црна листа на која би се ставиле македонски политичари. Гледате ли вие во тоа некаков сериозен проект, некаква сериозна закана за тие оние кои се корумпирани, или некако повторно мислите дека ова така ќе помине и дека нема многу да се сменат работите? Зошто мислам дека нема многу да се сменат, бидејќи Шоле сметам дека е пратен не за да даде директиви, пратен е да го опипа теренот, да се консолидира работава, да не се прошири некаква криза на Балканот, што нели вака или онака се насетува, да не се прошири кризата од руската инвазија во Украина, значи он доаѓа овде да го опипа теренот, да види што се случува. Доколку проценат дека има некаков проблем, тога следуваат поголеми тешкаши и директиви. Во однос на црната листа, според мене ништо нема да смени тоа, бидејќи црната листа е нешто што нема никаква адреса во внатрешно функционирање на една држава. Бидејќи тука никој политички тоа не го користи умешно. Значи, вие ако имате еден политичар, па дури ако е на функција да биде на црна листа, доколку сте опозиција, тоа може да поентирате максимално, нели, во тој дел. Меѓутоа за општеството тоа не значи ништо, бидејќи таа црна листа е црна листа за Соединетите американски држави. Тоа нема никакви ингеренции врз Македонија и неговото функционирање и живење во Македонија, на било кој политичар, индивидуалец, што и да е. А така што од таа црна листа не гледам некоја голема надеж, меѓутоа ово опипавање на пулсот што се вели на Балканот со доаѓањето на Шоле ќе биде интересен неговиот извештај да видиме што тоа он ќе пренесе во Соединетите американски држави, за што се случува во Балканот, но не е дојден за тука да донесе некакви директиви или да го среди спорот меѓу Белград и Приштина или не знам Македонија со Бугарија. Не, сметам дека суштински некои теми не, тука е дојден да спроведе некаква проценка на ситуацијата во државава и во регионот секаде каде што ќе оди. Да, Иво Рангеловиќ, ви благодарам за ова интервју. Благодарам и на вас. И со ова ја завршуваме и оваа емисија, почитувани гледачи. Останете со нашата програма, најбрзо ќе ги видите и вестите и најновите информации и околу посетата на Шоле и другите најважни настани. Ви благодарам уште еднаш и останете со програмата на Телевизија 24.